Бајги Жешкичко, а кај да е ќе пукнат и 40 степени. Нормално, лето е. Како ги издржувате горештиниве? Ке се разладиш, ке ова, ке она, пивце ладно. Те и тоа. Не ве поти пивот? Па, у куќа не. Напи се, истуширај се и легни се. Клима имате, користите? Клима имаме, никогаш во живот не сум користел клима преку лето. Дома климата и цело време сте на клима? не цело, кој многу овако и гасам шоќе. Не ми требаш. Едно 5 сати сигурно си работи. По 3-4 сати сега во последно време. Како се сноѓате кои ќе пукнат 40 степени? Со клима, двор, ладно и така. Клима колку користите во текот на денот? Па многу малку, бидејќи ми смета. Што чувствувате кога ќе пуштите клима? Глава ме боли од нејзе. Добре. Не ми смета. Не ми смета. Ќе работите физичка работа, ќе се испотите и после немате гајле. Нема 20 години, ја не знам што е апче. 20 години. Цигари не пушам, алкохол не пијам. И снагата ми бара организмот физичка работа. Клима употребувате ли? Каде дома? Да. Не. Ја уште работам. Каде? Граđевина, уште работам. Али подсенка мало тамо, вамо и тоа е. Поминува. Али кога е моло 40, негде до 12 работиме и више не работи. Како се справуваш со топлото? Никако. Клима дома и ништо поише. И ладни тушеви. Ништо поише не можеш. Сега вака надвор, нека пратен сега до лабораторија да отидам, ми се плачува што е топло. Тешко. Поготово некој што има пославо здравје. Многу тешко. Ако мора ќе излези, нема кој друг и така. Клима? Клима има, ама и таа не е здрава многу за употреба. А ја употребувате ли? Па многу кратко колку да промени се дома атмосферата и гасиме. Пушта сопругата, ама ја се тргам на страна. Ве нервира климата, а? Не да ме нервира, него неќум да ми нешто промените. Се знам да излезам почесто надвор, се прилагодувам, неќум да има големи разлики. Жешко, па ти излеземе надвор и со шишиња се прскаме како деца. Стварно? Во двор? Во двор што да прави, тоа е. Со сопругата? Па не со сопругата, со внуката. Немам гајдова тук. Види како се облечувам. Нема. Па да видиме. Баш спортски сте, така елегантно спортски, супер. Да. Жешково како го издржувате? Никако еден точек. Се разладувате со точек? Да. Клима користите ли? Да. Ама не на точек, дома. Постојано е вклучена? Постојано. И цел ден сте со клима? Па, може да се рече. Добро, нели ви студи? Нели ви влегува ладното во коски? Не. Клима нема моментално, вентилатор ќе си пуштиш. И така. Едно е јасно. Секој човек различно ја доживува жештината. Моето лично искуство е вакво. Пиење вода по најмалку 2 литра во денот, бегање од клима, бидејќи колку повеќе користиш клима, толку повеќе си нервозен кога си надвор, туширање 2 пати со млака водичка и утринско пешачење кое дава термобаланс во текот на денот. Втората тема е посветена на комшиите. Во последно време забележувам дека на некои соседи им е тешко да кажат добар ден. Има ли добар ден и добро утро со комшиите? Со некој има, со некој нема, да ви кажам. Поминува покрај тебе и ништо не ти кажа. Не, бе, кој те зборува, кој те ферма сега? Никој. Не беше порано така? Па како порано? Друго е. Порано ќе те видеше комшија здраво, како си. Ајдемо кафе, ајмо ова, ајмо таму, сега, ништо. Дали кажуваш добро утро, добар ден на повозрасните луѓе? Да. Морам. Дел од денот и на комшиите исто. Кога ќе се види некој мора да се каже. Исто и во маркет дали ако влезеш со некој мора. Некако се изгуби малце, полека се губи тоа како да шо знам. Таква е времето ли, не знам што е работата. Што е толку тешко да кажеш добар ден на комшија? Па ете, луѓето се малце, што се вика, со стресови, такво време, малце брзо време, пари за ова кредити, задужени, не име ни до добар ден, ни добро утро, ни до ништо. Беше тоа порано. Сега? Сега секој за себе си гледа, дури избегаат понекогаш и добар ден ти рече, ќе се тргне на страна додека не го видиш. Тоа не можам да го разберам. Толку ли е тешко да се каже добар ден? И јас така размислувам. Во поново време од младиве многу не очекувам, зашто
А и не се нервирам, не се ни им замерам, зашто тоа е воспитување парин домашно, а мислам дека сега многу е слабо домашното воспитување. Кај младиве деца запустено, а тоа е само вина на родителите. Има ли комши што не викаат добар ден? А има. Ја трга глава. Да, Зошто го прави тоа? љубомора. Со комшиите живееме како браќа. Браво, така треба. Така треба, го помогам, ми помога. Па јас до сега Беричата се што ви кажа старите, супер си живеам со моиве. И се седи, значи во паркче, во градинка, се дружи околу, што има комши, девојчиња која моја возраст. Овој одговор најмногу бендисува. 5-6 години во село Глуво живееме. Децата се толку културни. Значи, толку добро воспитани, јас сум останал шокиран. Едно дете нема да помине да не ти каже добар ден, добро вечер, како сте, што работите. Па тоа во град ми се чини дека го нема. Не знам. Еднаш ка нарачавме пелети, дојде еден куп пелети, леле, викам што ќе правам сега, ова ќе се утепам. Дојдоа 3 дечиња, так. Помогна, значи неверојатно, да. Да. Сите деца се таму многу добро воспитани. За крај, одиме со весела математика. Колку години имате? Јас 69. 69 години, сега ќе ви пресметам колку денови сте жив. 69 по 365, 25.000 денови. И 100. Браво. Многу, а? Па прилично многу. Брзо ли помина? Тем брзо. Ова ви се резултатите од лабораторија. Да, Како сте? одлично. Топ се резултати. Супер. Нема шеќер, нема холестерол. Ништо, све е во ред. Браво. Колку години имате? 66. 66 години. Да. Знаете ли колку се тоа денови? Вие сте жив 24.000 денови. Па добро, не е многу. Не е тама работа. До 100 има уште. Па не мора до 100, ама барем да тераме како до сега. Колку ви е планот? Колку би сакали? А са план не може да имаш. Колку би сакали? А ти викаше 100. Брзо ли побина овие 24.000 денови? Па реално да. Вие колку години имате? 67. 67. Момент. Вие сте жив 24.000 денови, 455, значи 24.000 денови. Да. Толку, значи. Брзо помина? Брзо. Дури не е свесен човек кога отида. 71 година. Вие сте жив 25.000 денови. Така е. Честитки! Да, фала. Кој период од животот ви беше најубав? Па ми беше бивша Југославија која беше. Тогаш ни беше животот најдобро. Сега јас сум работив, ама не го платија стажот и така останав социјална пензија сега. Колку е пензијот? 8.000. Кога ќе ги земам, идам струја, платам 4.000, платам интернет, платам вода, 500 динари ме останува. 65. 65. Добро, Горан. И што Сега ќе правиме? ви кажеме колку денови сте жив. Па живко се викам, бе. 23.000 денови и 700. Добро? Брзо ли помина? Брзо. Кој период од животот ви беше најинтересен, најубав? Кога дојдов во Скопје, 80 кумре Тито. Го памтите денот кога умре Тито? Да. Па тогаш дојдов во Скопје. Баш на 4 мај. Да, А од каде дојдовте? од Прилеп. Тогаш се преселивте во Скопје? Да. Тогаш се преселив во Скопје. Значи, Скопје ви е пубаво од Прилеп. Пубаво. 35. Вие сте жива точно 12.775 денови. Како ви поминаа овие 12.775 денови? Бурно. Авантуристички, горе, доле, падни, стани, Господ секогаш со мене. Јас пак го искушувам, пак против Господ, он пак ми вика те сакам, врати се чедо, те сакам и секогаш е со мене. И сум Прекрасно. Пресрекна сум. Живееме илјадници денови, а на крај кога ќе повлечеме црта, сваќаме дека се поминало како сенка. Токму затоа, да бидеме мудри и секој нов ден да го доживуваме како можност за радост,
креативност и убави емоции. Се друго е бесполезно трошење време и расфрлање на дарот наречен живот.